Почитувани, добар ден. Власта нема легитимитет. СДСМ за 2 години со своето погубно владење, неправдите, криминалот и корупцијата загуби околу 300.000 гласови. Заев и Пендаровски ја уназадуваат Република Македонија и граѓаните тоа го казнија. Наместо голи флоскули како СДСМ, ќе презентираме бројки и факти. СДСМ тоне и за тоа нема спас. Коалицијата која предводеше СДСМ во 2016 година броеше 14 партии, во 2017 24, додека сега бројат над 30 партии. Но бројот на партии додека расте, бројот на гласови вртоглаво опаѓа. Коалицијата предводена од СДСМ, во која се партиите ДУИ, ДПА, ДОМ, ЛДП, ДП, ВМРО-НП, Обединети за Македонија и уште 20 на други партии, овие избори освоија само 323.000 гласа. Ова е пат од речиси 200.000 гласови на истата оваа гарнитура од политички партии, кои заедно во 2017 освоија над 523.000 гласа. Граѓаните им кажаа не на негативните политики, криминалот, корупцијата и непотизмот, а Заев и Пендаровски за само една година паднаа за околу 200.000 гласа. Падот на гласови на власт е уште поголем, доколку се погледнат резултатите од парламентарните избори 2016 година, кога коалицијата која предводеше власта освои околу 608.000 гласови. Падот на гласови на власта од 2016 до денес, повторувам, изнесува 300.000 гласа. Заев и Пендаровски изгубија 300.000 гласа. Заев и Пендаровски изгубија и во Скопје и Битола, во Штип и Велес, Прилеп, односно во над 60 општини во државата, од кои во 47 во директно соочување со ВМРО ДПМН. На 5 мај граѓаните ќе го поразат Заев и Пендаровски. Поразот на Пендаровски е крај за Заев и сета деструктивна и криминогена политика во изминативе 2 години. ВМРО ДПМН и Гордана Силјановска-Давкова се за право и правдина, за Македонија и во Македонија. Ние се залагаме за подобра иднина, посилна економија, чиста животна средина, зголемена безбедност, департизирана администрација, независно судство и буквално, ама буквално почитување на принципите и вредностите кои се темелат модерните демократии. Ви благодарам. Прашања? Како ќе ги коментирате последните случувања во ИВЗ? Последните случувања во ИВЗ ги квалификуваме како скандалозни и недозволиви и најостро ги осудуваме. Она што го видовме е директно мешање на државата во верските заедници, што за Република Македонија како секуларна држава е тотално неприфатливо. Да се подсетиме само дека во минатото подпредседателот на Заев, подпредседателот на СДСМ даваше квалификации за челникот, односно поглаварот на ИВЗ, каде што го нарекуваше резил, зло, заштитена мечка и слично. Оваквото мешање најостро го осудуваме уште еднаш и очекуваме дека надлежните институции кои всушност дојдоа по нарачка и го оствари она што го гледавме вчера, дека ќе се повлечат и ќе ги преземат сите мерки за расчистување на овој случај. Сулейман Реджепиев, кој уште продолжи да изврши функцијата на председателот на ИВЗ, вчера кажа дека овие настани се случуваат поради лошиот резултат на избори од страна на власта. Дали вие стоите на исто мислење со? Ние неколку пати потенцираме во изминатото дека се ова што се случува во овој период, особено во последниот период од неколку месеци пред изборите, е очајот на СДСМ и власта во пресред, а сега веќе и во текот на изборите. Сочени со катастрофално нискиот рейтинг, тие се обидуваат буквално со сите полуги на власта, на секој можен начин, на секој еден поединец да влијаат. Притисоците продолжуваат, иако апелиравме тоа да не го прават. Секојдневно имаме притисоци, закани, уцени и на секој можен начин сакаат да се обидат да го прикријат срамот и негативниот резултат и падот, како што и всушност кажав на овој прес, од повеќе од 300.000 гласа за неполни 2 години. Благодарам.